Добар ден, криптоентузијасти, продолжуваме со нашата Altcoin недела. Како што ветивме, следното видео е Audiio, коин кој што веќе го додававме на нашето портфолио, иако во мало, значи само 2% застапеноста на овој коин, се менува постојано со оглед на фактот како варира самата вредност на портфолиото, но е коин кој што верувам дека ќе надградиме позицијата наскоро. Зошто денеска погледнете во овој видео детално ќе објасниме. Но пред да почнеме, знаете и сами, значи на кратко ќе објаснам за оние кои што се нови како се тоа изгледа, зошто ова го правиме. Значи посебно во оваа ситуација кога станува збор за оваа Altcoin недела, е за да се фокусираме на алткоини, затоа што многу често не доаѓа ред да можеме да обработиме нови проекти, а и тоа е битен дел од нашата едукација на македонската нација, така да затоа гледате од време на време одвојуваме по една недела каде што обработуваме повеќе проекти, со тоа што ние оваа недела почнавме малку порано со Harmony One, веќе ги обработивме Ondo Finance, MetaHero, Nervous Network и денеска обработуваме Audius. За жал, не верувам дека ќе успеам да го обработам BitTensor Tau, со оглед на фактот дека утре сум на операција. Значи, верувам дека се ќе биде во ред, тоа е некој мал хирошки зафат, но доколку не добиете материја во наредните неколку дена, да знаете зошто е тоа. Како и да е, продолжуваме и понатаму, значи, ова е според вашите гласови, како го правиме тоа. Значи на нашиот канал од време на време објавуваме пост на кој што бараме вие да ни предложите одредени коини и токени кои што би сакале да ги гледате на нашиот проект. Они кои што имаат најдобар потенцијал, кои што се доста интересни, ги земаме во предвид и ги ставаме во ваков тип на блокови каде што вие гласате по кој редослед истите ќе бидат обработувани. Вчера само што завршиме претходен блок, денеска почнуваме со новиот каде што Audius со убедливо највеќе гласови, значи ќе биде во проектот кој што ќе биде прв обработен од овој блок, а потоа продолжуваме понатаму со останатите кои што можете да ги видите овде. Е нормално, значи да знаете од каде е се тоа и зошто го правиме. Значи сите оние кои што се нови на нашиот канал, со цел да може да се снајдете со оглед на фактот дека веќе имаме повеќе од 1000 видеа, знам дека е малку голем обем на батерија, значи погледнете го ова видео на самиот врв на каналот кој што ќе ви даде насоки да знаете што и како да најдете на нашиот канал. Додека, значи и понатаму, останува дека ќе биде обработена потенцијална страна, каде што ќе може да најдете многу едноставно содржина се што имаме до сега обработено, но за тоа потоа кога ќе биде направено. Сега, значи ова е најлесниот начин да најдете концепт на нашата страна, додека понатаму, значи во однос на плейлистите имаме различни типови на плейлисти за различен тип на работа која што ја правиме на каналот, каде што секојдневните дневни анализи и вести ги објавуваме во оваа плейлиста, напреден курс за техничка и фундаментална анализа после почетниот, кој што е на дното на нашиот канал. Значи, каде што имате повеќе од 100 видеа за се што треба да знаете околу финансија, економија и криптотехнологија, економски и геополитички теми кои што се поврзани со криптосекторот и темата на која што работиме денеска, а тоа е анализа на коини и токени. Оваа плейлиста веќе содржи околу 80 видеа и повеќе, каде што скоро 80 од нив се коини и токени. Значи на нашиот канал веќе имаме обработено повеќе од 80 коини и токени, почнувајќи од најголемите по маркет кап, па надолу веќе се приближуваме кон оние помалите, така да сите коини кои што потенцијално би сакале да видите какво е основното истражување во однос на се што има битно да се каже за овој проект, може да ги најдете најчесто на оваа плейлиста, без да ме прашувате што мислам, значи овдека веќе имате видео каде што од половина час па до 1 час зборуваме само за овој проект и се што е битно за истиот, така да погледнете, значи најчесто може да ги најдете овие проекти кои што ви се допаѓаат на оваа плейлиста. Сега, како го обработуваме секој проект со одговарање на овие 6 групи на прашања кои што треба да ни дадат целосна слика за еден проект. Идејата е да направиме датабаза каде што секој македонец за било кој од овие проекти ќе може да погледне првенствено што истиот проект представува, се што е битно за овој проект, за понатаму да може да го надгради во истражување со свое лично и да одлучи дали потенцијално би инвестирал во овој проект или не. Значи тоа е нашата задача. А како го правиме тоа, како што кажав, со одговарање на овие 6 групи на прашања. Не очекувате да ги одговараме поред, ги одговараме како следи самата материја, со цел да ги одговориме сите до крајот на самото видео. Сега за почеток секогаш почнуваме со одговарање на прашањето каков тип на проблем решава овој проект и зошто би го имале потенцијално. Така, значи идејата на тоа што се обидува да реши од реалните проблеми во светот или пак генерално од она што се обидува како цел да го исполни е и главната причина поради која што и ги поседуваме овие проекти. Значи Audius, односно Audiio е децентрализирана платформа наспроти
да речем светски познатите и најголеми централизирани платформи, како што можеме да видиме, значи моментално пазарот за музика е буквално распределен помеѓу неколку големи куќи, така, значи ова се издавачки куќи. Warner, Sony, Universal и неколку независни лейблс, односно нели тоа се како брендови така речено, кои што стојат позади овие музичари. Значи вие најчесто кога правите музика, правите за одреден лейбл, така. Значи пак сега не знам како би се нарекувало точно во нашиот јазик, но тоа е како марка. Значи позади оваа марка стои вашата музика, најчесто овие куќи или издавачки куќи буквално ви даваат се што ви е потребно, од опрема до нели поддршка, до организација, до концерти и сето тоа го прават за вас, но затоа и земаат голем дел од заработката која што вие ја правите. Значи ќе објасниме се во детали. Еве како изгледа, значи оваа централизирана музичка да речам индустрија. Погледнете само колку мал дел е буквално даден на артистот. Значи ова е некој, не знам, 10 до 15%. Погледнете колку многу земаат сите овие издавачки куќи за да ви овозможат да бидете звезда или пак артист, така. Значи погледнете, овдека е запишано точно кој и колку голем дел од да речем вашата работа го завземаат овие големи издавачки куќи со се што имаат нормално да ви понудат, да ве поддржат и ова е она што останува за вас. Значи вие добивате буквално ронки од сето тоа, значи погледнете. Рекорд лейбл, односно издавачката куќа зема барем дупло повеќе од тоа што вие го правите моментално. Сега, чисто да видите како изгледа и со, значи сега, централизираните, да речем, издавачки куќи се оние кои што се задолжени или за се што прават овие големи звезди, така. Додека за оние помали артисти, најчесто поголемиот дел од нив се достапни на централизирани платформи за музика, така. Значи еве, чисто да видите, ова е од јуни 2023, пред само една година, чисто да видите колку малку плаќаат за стриминг овие големи така речено големи стриминг куќи, така. Значи погледнете, најчесто најголемите се застапени овдека, чисто да видите како изгледа и колку малку добивате од сето тоа. Значи Spotify, која што е најголема централизирана, ви плаќа 0,003 до 0,005%, се извинувам, долари за преслушување. Знаете каде е проблемот? 70% од ова оди во Spotify. Значи вие така добивате премногу малку и замислете кога 70% од овој профит ќе ви го земе Spotify, така. Слична ситуација и со се останато. Apple, значи ви плаќа 0,06, но најчесто, пазете, ова е за еве, значи буквално направено едноставно за да може да видите како изгледа. Значи 100.000 пати треба да ви биде преслушано, без разлика дали е музика или не знам некој говор или што и да е, за вие да добиете од 600 до 800 долари, зборуваме за работка. Значи, опрлика така некако се движи. Значи, на Tidal, која е оваа платформа, 100.000 за 1200 до 1500 да добиете. И сега понатаму ако продолжиме, значи YouTube со најслаба заработка, нормално, 100.000 само 100 до 300 долари, што е катастрофа, но за жал тоа е кога сте голем. Колку се поголеми, толку помалку плаќаат. Еве, иста ситуација, Amazon Music 100.000, 400 до 700 и така натаму. Сега нели, да не ги навлегуваме премногу, опрлика тука се движат од буквално овие 300 па до 1300 опрлика, во однос со тоа во која куќа ќе се најдете, така. Односно каде го стримате вашиот материјал. Каде е сега интересниот дел? Кога станува збор за децентрализирана музика, скоро и да не постои. Значи тоа е многу интересен момент, затоа и јас ви реков дека кога станува збор за ваков тип на први играчи на пазарот, јас се обидувам да имам удел во истите. Истата ситуација беше кога стануваше збор за, значи сега ви кажувам слични категории каде што сме постапувале на ист начин. DeFi, зборуваме DEXs, децентрализирани менувачници. Никој не може да го победи Uniswap. Веќе има 40% купниот пазар и секогаш имал. Се разбираме, од сите DEXs. Chainlink, непобедлив. Не постои подобар Oracle. Тоа што он има дополнителни ствари, тоа е друг муавет. Но, најдобар Oracle на сите времиња, значи 10-15 пати повеќе маркет кап има од било кој втор, трет или четврт проект. Така. Че имате многу вакви. Store Value Bitcoin, истата ситуација. Така, многу вакви категории каде што првите играчи, оние кои што буквално влегле први во играта, се непобедливи. Значи треба нешто на вистина да сјебе проектот за да отпаднат од игра. Кога сте први во ваков тип на категорија сте непобедливи. Верували или не,
категоријата на CoinGecko, музика е избришана, не можам да верувам. Значи претходно истата стоеше, ако го погледнете нашето видео каде што обработивме музика, буквално музички блокчейн проекти, значи буквално таму може да видите како ја прекажуваме категоријата за музика. Сега затоа што очигледно нема проекти кои што занимаваат со ова, гледам дека истата е извадена од CoinGecko, но кај мене и понатаму ќе остане затоа што е само прашање на време кога музичката индустрија ќе почне да се децентрализира, а овдека влегува во игра Audius, кој што е значи буквално најдобар без никакви конкуренти децентрализиран играч во стриминг секторот за музика. Значи најдобар. Google Top Decentralized Audio Platforms автоматски прв ви го дава Audius, никој не би кажал ништо поинаку освен тоа. Што значи дека само прашање на време кога ќе почне од централизирано да се движи кон децентрализирано, а сега ќе покажеме зошто е тоа така. Со тоа што, значи пред да продолжим на делот каде што е битно да објасниме дека нема свој блокчейн, значи ова прашање да го одговориме уште еднаш, дали постоја проекти кои му се конкуренција во децентрализирани музички стриминг платформи не постои. Значи, тоа што гледате следно е најчесто со некои енормно мали маркет капови. Додека во реалниот свет, да, постојат, почнувајќи од мејнстрим музиката и овие големи издавачки куќи, а потоа и со стриминг софтверите кои што се централизирани. Истата ситуација имате и со меморија, така? Значи, моментално вие може клауд меморија да купите на било кој од овие стриминг сервиси, како што е, не знам, Amazon Cloud, Google Cloud и така натаму. Но децентрализирани се многу малку и оние кои што се, како што се Arviv и Filecoin, се апсолутни шампиони, така? Истата ситуација овдека ја гледаме со музиката. Значи, само прашање на време е кога децентрализираната опција ќе биде подобра. Значи, невозможно е да не биде подобра, така? Затоа што сите ние имаме еднакво право и никој не го контролира тоа што се случува во самиот проект. Тоа е она кој што се стреми самиот Audius. Сега, значи во однос на тип на блокчейн, значи тип на блокчейн истиот не поседува свој, поседува ERC20 токен. Значи, самиот Audius како проект, како платформа е изграден на Ethereum екосистемот, значи представува апликација на Ethereum екосистемот, каде што ERC20 е Audius токенот, кој што се користи за платформата. Ќе објасниме се во детали, но ова е чисто за да покажеме дека прво самиот не постои, значи нема свој блокчейн и истиот функционира, како што кажавме, значи како ERC токен. ERC20. Значи, ова е платформата, јас имам профил уште не знам пред таму кога правевме ова пред година и пол, прв пат кога правевме за категории. Ова е чисто нешто што сум кликал, чисто да видам како изгледа. Значи, ова е Audius платформата, каде што вие практично може да барате не знам артисти кои што се моментално овде, како не знам Skrillex, што во мои години Skrillex е значи смешка. Ние буквално се смеевме дека ова е исто како да слушате трансформери како имаат секс. Па така и музика на денешна младина Skrillex. Значи знам дека секоја генерација го кажува истото, као нова генерација не знае што е музика, но јас мислам дека сите оние кои што се моја генерација 80-тите 90-тите живееле во златната доба на музика, каде што се знаеше жанрови, се знаеше, значи големи артисти во секој од овие жанрови и се знаеше кој каква музика слуша. Денеска нема абер ниту музика, ниту пак во што го слушаме има некаква вредност, но чисто како да видите како изгледа. Значи буквално секој од овие артисти си има своји траки, албуми, се што има објавено и вие практично слушате на самата платформа. Значи сето тоа е бесплатно. Ќе објасниме како функционира, значи подетално. Ова е чисто како да видите. Например, нешто што сум кликнал некои артисти, веќе ми дава во предлог нивна музика, каде што вие практично може да го видите и авторот, да видите и каков тип на траки има, followers, значи да видите се. Ова е буквално како социјална мрежа за артисти, се разбираме. Со тоа што ова е интересниот дел, ова ќе го оставам отворено чисто за да видите како изгледа. Значи некој од овие контенти може да биде заклучен за вие да треба практично да му дадете тип во аудио, значи во аудио токени, со цел да може да ги слушате овие траки. Дури и уште една интересна работа направија сега со Вески, ја објавиме малку подоцна кога ќе зборуваме за тој дел, на некој начин да не го пропастам тој дел од видеото. Значи идејата е дека поголемиот дел од овие траки се бесплатни и они добиваат за слушање на траките одреден процент од заработка на платформата. Сега, како тоа го прават? Значи само да видим сега моментално, повеќе зборуваме, уште не сме дојдени, се уште зборуваме за самата платформа и што истата прави.
Да, само да видам дали... Добро, значи два пати сум го отворил, ова може да го затвориме. Сега, како функционира? Значи, секој од артистите може да одлучи да ги продава своите практично траки, така. Значи, буквално може да стави цена. Значи, од 1 до $100, дали по песна, дали по албум, и да ги продава доколку има нели доволно followers и дока неговата, да речем, работа вреди, истиот може да ги продава своите траки. Со тоа што моментално има USDC овозможено како стейблкоин кој што го користите за купување. Додека се останато се плаќа во аудио. Така, и ако сакате тип да оставите, гледате на секој од овие музичари може да оставите тип. Сега, значи така функционира кога истиот сака да продава нешто, се разбираме. Додека во однос на заработката како функционира. Значи го најдов овој текст каде што детално објаснето како функционира тоа. Значи овој текст јас ќе го ставам како линк за сите оние кои што се артисти и потенцијално би сакале да евентуално си ја пробаат, да речем, среќата да почнат да работат на Audius. Имаше еден артист кој што ми спомна дека работи на Audius веќе долго време, неколку години, дека е задоволен од така речено заработката и од начинот на кој што функционира платформата, со тоа што не е единствена заработка, со тоа што вие ќе објавите ваши да речем дела. И тоа многу интересна работа. Објавувате колку сакате, кога сакате и нема никакви реклами. Што значи дека ако некој го слуша, да речем, вашиот материјал, нема да има реклама на средината на песната, како што е тоа на пример во Spotify, се разбираме. Значи тоа е многу интересна работа и тоа ги прави, да речем, доста примамливи. Сега како функционира, погледнете. 90% од се што ќе добие ревенју платформата го враќа назад на артистите во однос на тоа колку преслушувања имаат. Овдека, значи, е детално објаснето со формула како тоа функционира. Сега јас нема да навлегувам во формулата, тоа ќе го оставам за оние кои што сакаат, да речем, потенцијално да функционира на Audius и да направат нели свој профил како артисти и да аплодираат, значи не ви треба ништо посебно, буквално правите профил и почнувате да аплодирате се што имате, да речем, како артист, но како функционира? Во однос на тоа, значи 75% од вашата заработка зависи од тоа колку ќе биде слушан вашиот материјал. 5% зависи од тоа колку од оние кои што ги слушаат вашите материјали ќе стават дека им се фаворит, значи ќе додаат онаа звездичка. 5% значи само да видам. Значи само малку е збунувачки ова, 5% од бројот на репост, значи кога ќе постираат некој, да речем, на својот зид, ваша песна и така натаму, значи практично важи од тоа колку ќе бидете вие активен и колку заедницата ќе се допаѓа она што вие го правите на вашиот зид, со тоа што на одреден временски период се исплаќа назад за она што го правите одредена сума. Сега, овдека за жал јас не може да најдам датум кога е направена оваа статија, затоа што овдека они имаат практично интервју со овој SVDKO, што представува некој си артист, како и да е, но истиот дава и, да речем, одреден, само да видам каде беше тој дел, значи дава колку он добива, практично, чисто да имате представа колку би очекувале, да речем, од, така речено, користење на оваа платформа. Вели од неговата работа, сега јас не знам колку е познат овој SVDKO, кој да е. Значи вели во однос со тоа како работи, че некогаш, нели, зависи колку вреди самиот аудио токен, вие добивате заработка за слушањето на вашите траки во аудио токен и тоа како што вели, например, некогаш 1000, некогаш 500, но повторно се зависи од тоа колку ќе бидете слушани. Значи дека треба да бидете слушани популарен за да добиете од оваа заработка која што има самата платформа, што е доста фер, да бидеме реални. Сега самата платформа, значи ова е нивната фондација, значи они имаат своја фондација која што стои позади оваа платформа, која што работи нели како компанија практично, и тоа дури верували или не, јас верував дека XRP ќе биде првата компанија која што станала јавна додека има свој проект. Но, еве, сум бил грешка, значи ова е веќе јавна компанија, но нема свој блокчейн, така да плюс-минус, така. Значи имаат, верувале или не, ќе ви покажам, значи истите имаат акции кои што ги продаваат, имаат полу маркет кап на компанијата, отколку што имаат маркет кап на аудио токенот, но како и да е, се јавна компанија и имаат доста добар перформанс на своите акции, да бидеме реални, но компанијата сама по себе уствари е фондацијата, ова фондација. Сега само да видам дали го пропуштив тој дел, каде што можеме да видиме за самата платформа како изгледа. Само момент.
морав да го отворам во инкогнито затоа што не ми дозволува да ви покажам кој стои позади оваа платформа. Значи ова е нивната основна страна пред да се логирате, пред да направите свој проект, свој профил. И овдека може да видите моментално кои се најпознатите артисти кои што работат овдека, од кои што јас познавам, овој кој што се зезаме. Значи други јас немам појма кои се, но погледнете ако некој од вас знае некој од овие артисти, па чисто да знаете дека ова се артисти кои што постојано работат на Audius, но интересниот дел е кој стои позади него, верувале или не, значи стојат артисти. Тоа и мене не ми се веруваше. Стив Аоки е нели диџејов од Tomorrowland, Chainsmokers некој нов бенд без веза. Нас имам слушано, морам да кажам дека е HC, значи он е стара школа, Кети Пери, кој да слуша тоа и не знам што е овој флека овдека, како и да е. Значи ова се артистите кои што стојат позади, верувале или не. Значи ова се артисти кои што уствари се инвестирани во самата платформа Audius, тоа сакав да ви го покажам, тоа е доста битно. Сега, како изгледа бекенд? Така, сега зборуваме малку за токеномија и зборуваме за тоа што моментално може да направите во однос на самиот Audius токен. Значи, ова е практично од оваа страна, ако отидете во Explore Dashboard, значи на audius.org, Explore Dashboard, ќе влезете во делот каде што има нодови, значи, оние кои немаат свој блокчейн, имаат нодови и имаат, во оваа ситуација можеме да погледнеме како изгледа стейки. Значи, треба да се конектирате со вашиот MetaMask или што и да имате на Ethereum и да се поврзете со вашиот профил кој што ви е логиран моментално на Audius платформата, значи што и да ви е овдека, така. Сега, значи погледнете како изгледа. Прво и најбитно. Значи моментално имаме 357 милиони аудио токени стейк, така, значи заклучени, што ако погледнеме на самата токеномија на овој проект, тоа е од 1 милиарда и 231, негде околу 15% би рекле, 15 до 20% грубо кажано, од моменталните токени во циркулација. Така, значи 15-20% се под стейк. Сега, на неделно ниво се исплаќа стейк кој што е негде околу 0,34% на неделно ниво, додека на годишно ниво негде околу 18%, значи толку добивате назад за тоа што го стейкате вашиот Audius токен. Со тоа што, како интересно изгледа. Значи, вие, ако сакате да го делегирате вашиот Audius, треба да го делегирате на овој дел, Nodes, каде што треба да кликнете на било кој од овие нодови и да го делегирате вашиот овдека, значи вашите токени да ги делегирате кои што ги имате на вашиот wallet. Затоа што е delegated proof of stake, што значи дека вие морате на некој од овие нодови да ги делегирате вашите токени. Во однос со останатите ствари, аналитика може да погледнете овдека, значи буквално за се, за тоа како изгледа, колку се користи платформата, unique users погледнете, значи ова е на во однос на месец, значи околу 3 милиони, 2 до 3 милиони unique корисници има самата платформа. Значи ова е колку се слушаат песни, погледнете, значи во мај се слушале 12 милиони пати песните на оваа платформа. Значи тоа е добро, ова е 2023, ова е 2024, значи иако се преполовило, повторно имаме доста активност на платформата, гледаме дека е доста активна самата платформа, значи овде може да најдете најразлични статистики. Уште еднаш ќе напоменам, значи имате нодови за кои што ќе поразговараме во следниот дел и governance, каде што вие практично преку делегирање на овие нодови имате право да одлучувате кога има отворен предлог, така. Значи секој од овие предлози може да погледнете и да гласате за или против, но тоа е кога имате токени и кога ги имате практично делегирано и имате право на глас. Сега, во однос, значи самите имаат така речено DAO преку стейкинг. Значи доста интересно, навистина уникатно направено. И уште една интересна работа, значи овдека ќе го оставам овој линк во дескрипција, значи како што беше првиот линк за артистите да погледнат како изгледа нели заработката, ова е линк доколку сакате да имате свој нод. Но морам да ве предупредам, значи има два типа на нодови за кои што нема да навлегувам, значи тоа ако имате намера, седнете погледнете, значи има два различни типа на нодови, но минималната сума која што треба да инвестирате за да може да имате нод е 200.000 аудио токени. Ако ставиме 200.000 овде, чисто да видите колку тоа кошта, е $33.500. Значи дека треба голема сума на пари за да имате свој нод, но верувам дека се исплаќа со оглед на фактот дека постојано добивате нели токени назад. Тоа е идејата на майнинг фармата за која што ние постојано зборуваме. Сега ќе видиме каков тип на кои ни што ние ќе инвестираме нормално, но ова е чисто како линк, ќе го оставам во дескрипција на
самото видео со цел да, ако некој сака од вас направи нот, да може тоа да го направи преку овој гајд. Значи ова е прирачник како да го направи тоа. Имаате свој блог каде што може да погледнете многу интересни работи во однос тоа што се случува моментално. Гледаме дека се доста активни. Значи барем еднаш до два пати неделно има нов пост за тоа што се случува и што моментално се очекува на аудио платформата Audius. Значи доста интересна работа и ова е третиот начин на заработка. Значи првиот како што кажавме е слушање, вториот е ако артистите сами по себе ги продаваат своите траки, значи на луѓето кои што речем сакаат да ги купат нормално, и третиот дел за заработка е преку евенти, настани каде што има одредена количина на аудио токени или пак различен тип на награди, че овдека ви пишува точно значи каков тип на награда ќе добиете доколку учествувате. Погледнете, значи моментално има два активни надпревари кои што се до 17 јуни или 2 јули и нели овдека имате што уствари треба да направите, тоа се како челенџи кои што вие ги правите практично и добивате одредена награда без сега нели зависи во што е истата, така. Значи уште еднаш ќе напоменам, ова е нешто што е доста креативно затоа што ги тера луѓето кои што се на платформата да учествуваат активно, така. Дали ќе треба да направат ремикс трака или пак не знам што, погледнете овдека има доста различни настани кои што поголемиот да се завршени, но гледаме дека постојано има нови ствари кои што се интересни за правење и тоа буквално и човекот кој што го зборуваше ова со мене на Твитер ми го спомна дека многу пати се случило да добие награда на овие надпревари и на тој начин добил доста голема количина на аудио токени кои што моментално ги има се уште, така. Значи доста интересен момент. Запазете го, значи навистина платформата ја гледаме доста активна и ви дава начин како да учествувате во заедницата и да добиете нешто назад. Сега, ова се интересни вести, погледнете колку вести успеав да најдам за овој проект. Тоа е разликата помеѓу активен проект кој што навистина се труди, гледаме дека и понатаму се развива, се обидува да направи што повеќе, и пасивен проект како што беше на пример Meta Hero, каде што скоро и да нема никаква вест освен едно ново представништво, практично според тоа што го видовме, они се преселиле. Тоа е оно што можеме да заклучиме. Така да сакам да кажам еве како изгледа разликата помеѓу активен проект и проект кој што си постои, така. Значи моментално ова е од пред 9 месеци, но повторно. Она што ви го покажав на Google, овдека Securities, не знам кој е овој вестник, како и да е, значи повторно. На прво место во најдецентрализирани стриминг платформи или апликации го става Audius, така. Значи гледаме дека постојано истиот е на прво место, така. Сега ова се малку постари вести со недоста битни од претходниот bull market. В 2021 година TikTok направи партнерство со Audius за сите они бекграунд музики кои што ги слушате да бидат директно практично користени од Audius, така. Значи тоа се авторизирани траки кои што ги имате на Audius, кои што ви ги дава да ги бирате на TikTok за вашите видеа. И овдека доста интересно кажано, ете тоа е моментот каде што имате огромна маса на луѓе кои што користат блокчейн, а не знаат дека го користат, така. Значи еве прост пример. Исто така втората вест беше партнерство со Solana, значи тоа е од 2021 година, значи ова не е проект кој што спиел и тогаш работел, каде што ваквото партнерство во оваа ситуација служеше со цел да направат фонд од 5 милиони долари кој што беше даден на артисти за различни настани, така натаму. Но погледнете сега, значи Audius иако матично е на Ethereum, погледнете, истиот има свое застапништво и на Solana. Значи Audius проектот е достапен и на Solana. Ова е вест од пред 4 месеци. 5 најжешки блокчейн проекти кои се наоѓаат на Solana, каде што на трето, ако не се лажам, беше, не, четврто, ако не е. Четврто се наоѓа Audius. Значи дека и понатаму продолжува соработка и понатаму се гледа дека Audius како платформа е достапна на Solana. Значи, каде што имаме еден куп дечишта кои што тргуваат меме токени, голема е веројатноста дека ваков тип платформа ќе добие на корисност од сето тоа. Така, значи интересна работа, продолжува и понатаму соработката со Solana. Сега, прва и најинтересна работа овдека, која што мораме да спомнеме, која што е доста интересна, значи, како може да добиете траки кои што се уникатни, кои што може да ги добиете само на одреден начин на оваа платформа. Првата е, како што видовме овдека, значи како за пример го оставив овдека, дека вие практично треба да го честите нешто овој, каде беше сега, не знам каде го оставив тоа како пример. Да, значи, оваа трака не може да отклучите доколку не му пратите, да речем, тип бакшиш, аудио токени за да ја послушнете оваа трака. Така. Вториот е начин кога треба да ја продаде. Значи некој од овие траки може да стави дека се продава за 1 или 5 долари, вие треба да платите 5 долари за да може да слушате оваа трака. Но третиот што е доста интересен и уникатен, погледнете го ова.
Во однос со тоа каков тип на NFTs имате, истите представуваат клуч за да можете да отклучите одредени песни на одредени артисти. Што значи, да речем имате нели Ape, така, значи оваа колекција е најголема, една од најскапите, така, Bored Ape Yacht Club. Значи потребно да имате Ape за да може да слушате одредени траки од одредени артисти. Што значи дека тој Ape ви служи како NFT key, клуч, за да може да ја отворите и слушате одредена трака, песна, така. Значи доста интересно направено и уникатно нешто што досега не сум го видел. Значи дека ако сакаат одредени артисти да направат музика само за одредени луѓе кои што имаат, да речем, одреден NFT проект, ќе може тоа да го направат баш на тој начин. Доста интересно. Моментално Marketplace е сега тој дел кој што го објаснивме, практично им дозволува на самите артисти преку USDC да можат да купуваат и продаваат, така речено, своји траки. Значи доста интересно направено. Практично било кој артист може да одлучи, нели, преку тоа што USDC е достапен на аудио страката, значи вие може се извира на платформата, може да буквално депонирате USDC коини, да купувате, така речено, значи било што или продавате во оваа ситуација ако сте артист и ова директно влегува на вашиот новчаник. Нема никаква врска со платформата не ви зема ништо за тоа, нешто незамисливо на Spotify, на другите централизирани платформи, значи директно можете да користите оваа платформа за да продавате. Се разбираме? Што е нешто, пак ќе кажам, незамисливо во централизираниот музички свет. И моментално, многу интересно партнерство, ова е доста ново, 22 мај 2024 година, Audius прави партнерство со Music Reports, што е уствари една од најголемите куќи за лиценцирање и тоа е практично авторизација. Значи авторски права на да речем траките и нели материјата на артистите. Тоа е една од најголемите куќи, дури овдека пишува дека е најголема во светот и овдека дури се спомнуваат и други две ова се издавачки куќи, DistroKid и Beatport, каде што артистите на овие издавачки куќи ќе можат своите траки да ги објавуваат и на Audius. Значи практично оваа издавачка куќа дозволува на своите артисти да го стават својот материјал на Audius, што е доста битно, затоа што колку повеќе издавачки куќи се работуваат со вас, толку повеќе се шири вашата, нели, луѓето слушаат за вас, но и артистите почнуваат да ве користат. Значи колку подобри артисти ја користат оваа платформа, толку истата ќе стане попозната. И уште еднаш ќе кажам, ова е доста битно, затоа што на тој начин вие практично имате активно авторитет кој што ги брани и ги зачува правата на оние артисти кои што творат на вашата платформа. Ова е многу битно и многу паметно од нивна страна и интересна работа овдека, значи дали Coinbase би ставил ваков тип на артикл каде што буквално кажува, значи Audius е платформата која што ќе направи децентрализирање на музичката индустрија, значи Coinbase, повторно, да одлучи да го стави ова, каде што детално објаснува како очекува тоа да се случи преку оваа платформа. Пак ќе кажам, Coinbase одлучил да го стави ова на својата страна и ево оној дел кој што го спомнавме, значи ова е пред само еден месец, на 23 мај, дури нема ни еден месец, официјално во последните 5 години сите оние кои што поседуваат акции во самата фондација која што е матична компанија и се нарекува Audius, значи ова е незиниот тикер, FRA2.3IT, а ова е незиниот чарт, значи моментално за последните 5 години се 184% во плюс. Значи ова е доста голем скок, значи ако оставиме на 5 години, чартот можеме да видиме дека иако имало подобри времења, како што е нели во претходниот bull market, значи акциите се доста вредни денеска, една акција вреди $12.6. Сега ова ако сакате вие да имате удел во компанијата, јас не гледам причина зошто најавеќе го кажувам тоа, затоа што компанијата има маркет кап од 62 милиони, а Audius токенот има маркет кап од 209 милиони. Така да ја не гледам причина зошто би поседувал во компанијата кога можам да го поседувам самиот коин, така. Но нели секој одлучува различно. Сега ќе погледнеме што случува со техничката анализа, само на брзинка. Значи имаме направена техничка анализа на овој коин и една од причините поради кои што купиве буквално техничката анализа. Тоа што може да погледнеме дека цената на аудио и понатаму е доста ниска и блиска на така речено неговиот почеток со движење, а тоа е негде околу 2020 година неговиот прв bull market. Значи дека се уште не почнал да се движи нагоре, а од претходни искуства кога имаме вакво сближување на Bollinger Band на месечно ниво, знаеме што очекуваме, така и знаеме што ќе се случи понатаму. Значи и понатаму истиот буквално продолжува во акумулационо поле кое што гледаме моментално помеѓу овие две месечни нивоа.
на месечно ниво гледаме дека е доста неутрален. Значи неговата вредност на RSI е 48, сток RSI е 28. Значи дека има голем потенцијал за движење нагоре, истиот не ни почнал да се движи нагоре. Тоа е една од главните причини поради кои што и го зема во собственото портфолио, затоа што се уште не почнал со движење нагоре во следниот bull market, дури и да се врати до само близко до претходниот all-time high од 3,2 долари, истиот моментално има само 20 центи. Значи има многу потенцијал за движење нагоре, со тоа што истиот успеал да ги смени средните вредности на Market Cypher во бели. За жал имаме подлабока корекција, оно што моментално гледаме на пазарот, не успеал да премине преку 100 неделната средна вредност, но уште еднаш ќе напоменам, ова е класична акумулација која што се уште не сме почнале да ја пробиваме нагоре. Така да технички гледано истиот има голем потенцијал, дури половина од тоа што е потребно да се врати нагоре, значи да се врати моментално неговата вредност од 20 центи до 1,5, што е половина да речем, ние практично ќе имаме добри 5x, значи некаде околу 7 до 8x би било од сега па нагоре, само до половина да се врати од претходниот all-time high, а замислите да направи нов. Така, а гледаме дека самиот проект е активен, гледаме дека и понатаму развива партнерства и така натаму. Сега, делот со економијата кој што е малку интересен, невообичаен, значи овде ќе имаме max supply од 1,24 милиарди, но не е исто со она што Audius го пропагира. Значи во Audius се очекува до 2026 година јули да има вкупно 1,5 милиарди. Што значи дека ова се уште ќе се зголемува, значи имаме уште околу 300 милиони токени кои што треба да бидат алоцирани. Нормално истите се даваат постепено на нодовите како награди на сите оние кои што прават стейкинг. Сега, значи тоа е добро затоа што ако се само уште 300, тогаш ние имаме оприлика како 20% останати токени кои што треба да се алоцираат. А истото можеме да го видиме и на овој сајт, каде што исто така имаат информации, погледнете и сами. Значи се очекува да има 1,5. Значи вкупно 1,5 милиарди токени да има вкупно, а еве каде се ногеме сега, значи дека најголемиот дел од дампот е веќе завршен. За жал, нивната, да речам, во оваа ситуација има доста неповолна токеномија, зашто имаме 36% за инвеститорите, имаме околу 12% за тимот, комјунити, тоа е оно што моментално го добиваме како стейкинг, претпоставаме фондацијата 27. Значи овие не се проблем. Овие се проблем. 36% за инвеститорите кои што помогнале на овој проект од почетокот, значи тоа е доста проблематично, но доколку ги погледнеме 100 најголеми новчаници, ќе видиме дека претпоставам они веќе го направиле дампот што требало да следи. Погледнете сами, значи 35% ова е практично онаа количина која што гледаме за комјунити и фондацијата, претпоставам, која што се уште не е така речено доставена на стейкерите и на нодовите. 12% поседува Binance, а единствените 3, да речем или 4 потенцијално проблематични се овие. 5,4, 3,6, 3, 2,8. Не е толку страшно, значи само неколку ровчаници има кои што може да направат дамп, но не се ни толку големи. Така, значи тоа е позитивно во овој дел барем. Со тоа што прво, како што гледаме веќе нема, значи тој што требало да добие веќе добиле, тоа што останува да се добие е доста мало, значи има уште мала количина на токени кои што потенцијално може да направат дамп на пазарот и проблем. Така. И исто така гледаме дека има значи 20 full-time девелопери, што не е воопште лошо. Значи ова е само апликација, не заборавајте, значи ова не е блокчейн, затоа и 20 девелопери се повеќе од доволно. Гледаме дека долго време има, значи full-time девелопери во прилика околу 20, уште од погледнете 2021-та, па до ден денеска, значи имало и поголем, но гледаме дека оприлика таа бројка е останала, значи дека истите луѓе понатаму работат на самиот проект. И една многу битна работа, зошто уствари го погледнав овој проект највеќе, беше буквално поради крипто. Метеус, ако се сеќавате, секогаш кога правиме така речено анализа на алткоини, секогаш нели оние алткоин инвести, секогаш ќе погледнуваме оваа страна да видиме кој има највеќе комит, односно кој има највеќе скрипти депонирано во GitHub со цел, значи кои од овие блокчейни највеќе се разградува. Значи ова е прв пат да не е во топ 5, иначе постојано Audius е во топ 5, дури имаше неколку пати кога беше пред Ethereum и ICP, и затоа реков, значи морам да видам што е со нели
проектот, дали има нешто ново и навистина има, значи истиот постојано е во еден од најактивните проекти што мене многу ми се допаѓа и тоа е една од главните причини поради кои што и ќе алоцирам уште поголема количина во овој проект. Нели, моментално овие два проекти ми се главни, во кои што треба да алоцирам пред да продолжиме нагоре. Ondo Finance и Audius, тоа се два нови проекти кои што ги обработувавме во овој период. Значи, оприлика, мислам дека поминавме сега ќе проверим уште една, значи кажеме за апликација, овдека највеќе зборувавме, roadmap, значи освен вестите кои што ги видовме, оние, да речем, новости кои што чуваат, друго нешто не успеав да најдам, ако има нешто ново ќе го спомнеме, техничка анализа е крајно поволна, вести објаснивме, партнерство објаснивме, не се поврзани со кривични случаи, тоа е многу добро, токеномијата детално објаснивме, што исто така доста поволна ако ме прашувате, и децентрализацијата воопште не е лоша. Тоа е се што имаме за овој коин. За жал нема да имам време за оние завршни зборови, оприлика ги знаете сите, нели, што се е битно. Единствено што ќе кажам за крај е, значи, помогнете ни да ја расшириме оваа материја што повеќе. Се што бараме од вас е добар збор за нашата работа, како и во оваа ситуација, значи, да ни помогнете со најобични лайк, шер, сабскрајб, комент, со цел алгоритмите на социјалните мрежи и на во оваа ситуација, нели, каналите каде што споделуваме, а тоа е YouTube, Rumble и Odyssey, да ги споделуваат нашите материјали што повеќе. Благодарам, се гледаме во следното видео и поздрав од Крипто Гемиџија.